Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 70-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана радио емисија посветена на актуелни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една ТВ серија која е еден од најквалитетните ТВ продукти на денешницата, на стилистичко, односно на техничко рамниште во незината реализација, затоа што е прекрасно снимена 35 мм филмска лента и секоја епизода изгледа како да гледате coming of age филм, кој што блика со прекрасна сина и магента нијанса, меѓутоа во незината срцевина прави дисекција на животот на модерните тинејџери кои се на работ на светот на возрастните, кои што носат погрешни животни одлуки кои ќе остават неизбришлива дамка на нивното постоење. Пред се ќе станат синоним за нив во светот во кој што интернетот памти све и дозволувајќи тие нивни одлуки да ги дефинираат. Иако се средношколските архетипи од ликови во прашање, серијата отвара сериозни дискусии за борбата против зависностите од дроги, справување со анксиозност и депресија, злоупотреба од секаков можен тип и предавство помеѓу пријателите, како и раѓање на заемна љубов со висока визуелна стилизација, како што напоменав, која ќе може да ја погледнете во ТВ серијата Еуфорија, за која што ќе ви говорам во ова издание. А во поглед на музиката која што имавме можност да ја слушаме на почетокот на емисијата, именно преслушавме еден нов албум, односно композиции кои што се наоѓаат на изданието Le Démon de l'Amour на бендот The Neptune Power Federation, бенд кој што ни доаѓа од Сиднеј, од Австралија, и колку што можевте да забележите, тие се еден потентен микс помеѓу heavy psych, односно ретро рок н рол вајбот кој што го поседуваат од 70-тите, комбинација нели со стонерски призвук кој што е препознатлив за овој австралијански бенд со па дури и госпел елементи, ајде и психоделични елементи кои што си поигруваат со нив во создавањето на нивните творби. А во продолжение традиционално преслушуваме по една композиција од Rage Against the Machine од албумот Evil Empire, со надеж дека откако ќе преслушаме Rage Against the Machine ќе заврши овај ковид кошмар и ги слушаме заради тоа што сте безобразни, тешко вие носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе ги слушаме Rage Against the Machine. Овој пат дојдовме до композицијата Wind Below, а потоа ќе може и да слушнете најава за самата серија. Доколку сакате да знаете како се однесува денешната младина, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден придаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 70-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Еуфорија, која што представува американска тинејџерска драма, која е создадена од страна на Сем Левинсон за HBO. Сем е режисерот на филмовите Another Happy Day, одличниот Assassination Nation и Malcolm and Marie, продуцент е на Pieces of a Woman и се уште необјавениот X на Ty West, сценарист е на The Wizard of Lies и The Idol, а може да го забележите и како актер во Toys со Робин Вилијамс и во Стоик на Уве Бол, ако не се лажам. Серијата се базира на истоимената серија Еуфорија, која во Израел ја направија Рон Лешем и Дафна Левин, која содржаше само една сезона, броеше 10 епизоди и се емитуваше во 2012 година, но некако овие тинејџерски деликвенти не се залепија баш за израелскиот аудиториум, меѓутоа затоа нивните американски пандани и тоа како се податливи и впечатливи за коментирање на прецена однесувањето на младината која е препуштена на секс, дрога и сите можни погрешни животни одлуки. За HBO знаете дека е најголемата кабелска
телевизиска станица на сите времења која ја имате на вашите домови во некаков облик, па затоа нивната содржина е недалеку достапна дури и во нашата држава. Така што од нивната понуда, ако не се лажам, до сега сум правил засебни емисии за Westworld, Perry Mason, Industry, The White Lotus, дури неколку пати сум ја рангирал првата сезона на Еуфорија во епизодите во кои што сум ги бирал најдобрите серии на годината, ама никогаш не сум одвоил посебна епизода за оваа серија, па чекав да заврши втората сезона за да може да го добие заслуженото внимание кое и тоа како мора да го има во рамките на оваа емисија. Новите ТВ серии кои може да ги погледнете на барем од оваа година на HBO се The Gilded Age, потоа Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, која што почна минатата, која што почна сезоном оваа недела и е едно прекрасно и забавно дружење со славната ера на играчите на Лейкерс од крај на 80-тите и почеток 90-тите и секако Somebody Somewhere, која што неодамна заврши. The Gilded Age се уште е во тек. А во најава се разбира дека се House of Dragons, The Last of Us, The Idol, Irma Vep и многу други. Тие вложуваат големи пари во буџетите на овие серии, па затоа високи се и естетските квалитети на кои што целат и тоа несомнено дека е воочливо во продукцијските дизајни, во фотографијата на сериите кои повеќе изгледаат на филмски дела отколку на ТВ серии, со оглед на тоа што тие низ децениите се задолжени за модернизирањето на концептот на ТВ сериите, нудејќи содржина која непречено ќе прикажува голотија и насуство во естетизиран облик, се разбира. Проблематично од секојаш ми бил нивниот концепт на прикажување на епизоди од недела за недела. Го разбирам, со оглед на тоа што се кабелска телевизија им треба обновување на преплатничките договори, па ова е начин да ги држат ангажирани своите корисници, меѓутоа сметам дека е погубно на долги патеки за самиот гледач ова дозирање. Имено, одличен е концептот за гледање на епизода една во неделата и коментирање со колегите или пријателите за погледнатото и се живее со серија во одреден период, која што остава посилен впечаток, се разбира. Доколку има некој друг да ја гледа идентичната серија и е волен пред се да дискутира за неа, само во тој случај е полезно. Доколку нема, едноставно се заборава. Со оглед тоа што е лимитиран пред се изборот и настануваат долгогодишни паузи помеѓу сезоните, се заборава конкретно прикажање на материјал, што е проблем и со сериите кои што се бинжат пред се. Нема кој знае каква рекапитулација во епизодите и јас се соочив со таков проблем конкретно со Еуфорија, кај што уште во првата епизода во новата сезона настанува една брутална физичка пресметка помеѓу два лика, и јас сум го заборавил контекстот зашто воопшто се разлева ова гневење. Затоа што првата сезона се имитувала 3 години претходно, а јас сум гледал во меѓувреме 300 други серии помеѓу и разбирливо е дека нема да ги памтам сите интеракции конкретно помеѓу овие ликови. Тоа значеше дека морав да ја гледам уште еднаш за да се присетам најпрви на сите ликови, а потоа на нивните меѓусебни поврзаности, затоа што некој е нечи дечко или девојка во првата сезона, а во втората сезона веќе е со некој друг. Може би по конкретни рекапитулации пред секоја епизода би биле корисни, каде што би имало материјали од првата и од втората, посебно од првата, се разбира, меѓутоа ова го говорам од гледиште на гледач пред се, заради тоа што ми беше потребно подсетување во најмала рака за сето тоа што се случувало пред 3 години. Првата сезона се емитуваше на 16 јуни 2019 година, броеше 8 епизоди со време трајање од 50 минути до 1 час, што па значи дека за нејзиното гледање се потребни 7 часа. Втората сезона започна со емитување на 9 јануари 2022, 3 години подоцна и исто така содржи 8 епизоди, меѓутоа помеѓу нив во декември 2020 година и јануари 2021 година беа емитувани 2 нулти едночасовни епизоди, своевидна меѓусезона ја нарекувам. Така што значи дека за да ја изгледате во целост, првата, втората и меѓусезоната ќе ви бидат потребни 16 часа. Јас ја гледав епизода за епизода, доволно не годувам на овој начин на гледање, но потребна ми е таа неделна доза искрена видам од Еуфорија
и на некој свој виден начин работи, затоа што предолги се епизодите и примате пред се здрава доза на еуфорија во вашиот живот, иако ненаситниот гледач како мене би сакал да ја избинџа, што и всушност го направив, тоа по излегувањето во целост на сезоните, така што ја гледав иницијално на првиот пат епизода за епизода и потоа ја гледав епизода со епизода, односно со своевидно бинџање. Ја испив во една голтка. Во серијата стана збор за средношколските доживувања на Ру Бенет, односно глумена од Зендеја, која по смртта на незиниот татко од рак ги манифестира незините предсементални болести, станува зависна од наркотици, а при тоа се запознава со Джулс, глумена од Хантер Шафер, трансджендер девојка која што доаѓа во градот и започнуваат пред се пријателска врска, која што ќе премине во нешто многу повеќе. Плејада на згоди и незгоди можеме да забележиме од овие пред се архетипи на средношколски ликови, кои се склони на тропите на coming of age жанрот, како што се нели воспоставување на пријателство, раѓање на завист и љубомора, потреба за блискост со некој друг, потоа споделување на интимата со погрешна личност, која тоа се разбира дека ќе го злоупотреби, препуштање на дрога, сексуални ескапади, страдање на семејството поради носењето на непремислените одлуки на младите, потрага по сопствениот идентитет, и тоа не смееме да го заборавиме, како и вечна пред се потрага и стремеш пред се по љубов и справување со менталните болести, односно анксиозноста и депресијата во преден план, но и надминување на траумите кои се наталожени низ годините во животите на младите. Во првата сезона се раѓа љубовта помеѓу Ру и Джулс. Джулс се снимена од страна на таткото на Нейт, кој има сексуален однос со неа во хотелска соба. Нейт е со Меди, додека одлучува да ја уценува Джулс со соголените фотографии кои ги има од неа, представувајќи се како некој друг на интернет за да ја добие незината доверба и да ја изневери истата, за да може да ја искористи нели во ситуацијата во која ќе биде обвинет за телесниот напад врз Меди, неговата девојка, но синовите на богаташите никогаш не плаќаат за нивните казни. Кет ја наоѓа моќта во боди позитив размислувањето и се пронаоѓа во улогата на онлайн доминантка пред да искуси што значи да биде љубено од некого. И секако тука е и дилерот Фес, кој ќе има проблеми со законот и ќе гравитира околу Ру, односно таа околу него. А Кеси е во првата сезона со рагбистот Кристофер. Во втората сезона Ру повторно од излезот од клиниките за детоксикација е фрлена на секакви дроги, дури и се вмешува во дистрибуцијата со опијати, со една наркошефица, додека и самата неколку пати не допре на дното и сериозно ја свати потребата од помош од страна на најблиските и се обиде по не знам кој пат да се откаже од дрогата. Нейт знаеме дека има една мрачна страна, но е прилично нестабилна личност, која во исто време спие и со Меди, и со Кеси, кои се пријателки од мали нозе. Што ве очекувале од син на еден моќник во градот кој е скриен хомосексуалец, кој еве се што се движи, кој ќе го распарчи сопственото семејство откако ќе добие потреба за вадење на површина на неговите сексуални афинитети кои што ги потиснува. Кулминацијата е во театарската представа, која ја прави Лекси, сестрата на Кеси, која е во сенка во првата сезона, лик од маргините, но имала можност да го наблюдува однесувањето на пријателките и да го долови истото во представа, која ќе ја изведе пред целото училиште, значи обсерваторка од внатрешноста на серијата, за да може да се поистоветат гледачите со ликовите кои што и глумат нив. Во првата сезона просекот на гледаност беше нешто околу половина милион по епизода, во меѓусезоната по 200.000, а во втората сезона од 300 до 600.000 за се разбира за самото финале. Ова се цифри иницијални кои што доаѓаат од премиерата на епизодата која се гледа во Америка на кабелскиот провајдер. Ова не се цифри кои што се однесуваат на луѓето кои што подоцна ги гледале откако веќе е архивирано на HBO Max, например, не се вклучени. Ова се само иницијални кои што во вечерните часови кога се емитува епизодата, онај класичен терестријален принцип,
на мерење на гледаност, кои што во тој момент биле вклучени за да ја гледаат. Добитник е серијата на People's Choice наградата, Сателит има освоено, Еми и станува една од најгледаните ТВ серии во историјата на HBO по Game of Thrones. Така што тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение ги слушаме Naxatrz, односно бендот кој што ни доаѓа од нашиот јужен сосед, односно од Грција. Тие се бендот Solon, кој што е една комбинација помеѓу психоделичен рок-н-рол во сплет со прогресивни елементи, со heavy psych влијание, со stoner rock, space rock, така што ова е еден прекрасен и моќен бенд кој што има гостувано дури во нашата држава, во Агора, ако не се лажам, така што од нивното ново студиско остварување, именно како 4, ќе ги слушаме композициите Reflection Birth, Omega Madness, Journey to the Naramon и ако имаме време ќе ја слушнеме Radiant Stars. Така што уживајте во звуците на Naxatrz и потоа ќе ви говорам за актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во серијата Еуфорија. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 70-тото издание на емисијата ТВ 103, посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии. Конкретно денес ви говорам за ТВ серијата Еуфорија, а во овој сегмент ќе продискутирам за актерите, односно улогите кои што ги глумат актерите и актерките во оваа серија, предводена од Зендеја, која глуми Ру Бенет, тинеџерката која е нараторка на серијата, зависничка од дрога, која постојано излегува од рехабилитационите центри и повторно се навлекува. Се заљубува во незината пријателка Џулс, но нема доволно место во незиниот живот и за Џулс и за дрогата. Ќе го допре дното на животот, кога ќе биде држана како заложничка од наркошефицата и ќе се соочи со нанесување на тешки последици од непремисленото однесување пред се, последици кои што ќе би ги имало незиното семејство. Незиниот спонзор Али ќе се обиде да ја однесе на правиот пат и да биде ликот на замената за незиниот татко што и фали во животот, човек кон кој што би се угледала, анксиозна е и депресивна, а непрежалена е смртта на незиниот татко. Покрај неа во серијата глуми и Мод Апатал, односно таа ја глуми Лекси Хауард, која што е сестрата на Кеси, која е пријателка од детството со Ру, која што од првата сезона е постојано на маргините, со по некоја реплика која ја споделува, но светнува во втората сезона, кај што ја пишува представата Оклахома, која се базира на односите на незините пријателки, со која ќе го шокира буквално целото школо, заради тоа што буквално ќе бидат пресликани сцени кои се одвивале од нивните животи и никој не би сакал тоа во карикатурален облик да го забележи во рамки на една представа. Ангус Клауд го глуми Феско, односно Фес, локалниот дилер кој во првата сезона е поблисок до Ру, а во втората до Лекси, сезона во која ќе го претепа Нейт и неговиот татко, кој ќе дојде по одмазда. И честа мета е на полицијата, тој и неговиот брат, кој е мастермайнд дилер, добиен како колатерална оштета за неговата пала, а Фес се грижи за неа која е во кома, која била многу опасна дилерка и самата, рокериште пред се, која го има подучено на се што знае во животот Фес, така што тој се одолжува на некој начин со незиното, со грижата за неа. Ерик Дейн го глуми Кал Джейкобс, односно строгиот татко на Нейт, поранешен борач кој согледуваме дека има таен живот, затоа што е скриен хомосексуалец кој си ги снима неговите сексуални општења во хотелските соби со камера, без знаење на луѓето кои што учествуваат во нив, вклучувајќи го и тоа со малолетничката Џулс, што значи дека моќникот е педофил, кој што еве се што ќе стигне, кој при еден, најде да го наречеме нервен слом, во кој ќе се измолчен повод во куќата пред фамилијата, ќе ја напушти и ќе започне да живее во комуна. Тој во
првата сезона ќе се обиде да го извади од кашата на обвинувања за нападот кој што го извршува Нейт, но во втората, во флешбек секвенциите, гледаме дека неговиот најдобар пријател му бил всушност неговата животна љубов од таков родител и ништо чудно што Нейт нема морален компас со оглед на тоа што за Макијавеловски, нели, целта кај него секогаш ги оправдува средствата. Алекса Деми е Меди Перес, односно девојката на Нейт во првата сезона, класичната Mean Girl, популарната шмизла, која му е поранешна девојка во втората сезона на овој спортист, додека Нейт е со низината најдобра пријателка Кеси. Во првата сезона Нейт ќе ја задави Меди и низината мајка ќе го тужи за Нейт да намести друг човек да лежи за неговото насилно однесување. Го имаме и Меди во втората сезона и тоа како ќе биде револтирана кога ќе дознае дека низината најдобра пријателка спиела со дечкото кое што таа го сака. Джейкоб Елорди е Нейт Джейкоб, всушност, архетипот на средношколскиот атлет, рагбистот кој што има многу проблеми во главата. Најпрво ненасилен кон Меди, како што веќе ви посочив, потоа спие со низината другарка Кеси, ја уценува Джулс за снимките кои што ги има со неговиот татко, зашто ќе си добие убаво млатење од страна на фест, например, на забавата. Е разгалено богаташче кое што ќе се обиде да се искупи во втората сезона по испадот кој што ќе го има неговиот татко, дали ќе биде доцна тоа, сами ќе си пресудите. Барби Ферейра ја глуми Кет Хернандес, односно девојка која што се бори за боди позитивите се извинувам, односно за позитивно гледиште на низиното тело, додека ја истражува низината сексуалност како онлайн доминантка која ќе се залюби во првата сезона во повлечен дечко, кому ќе му раскине во втората сезона затоа што не ги задоволува низините варварски фантазии кои што се присутни во серијата и на доста карикатурален начин може, односно на шегобиен начин може да се забележат овие фантазии кои што ги има за варварот кој ќе дојде и ќе ја освои незината телесна тврдина. Ника Кинг ја глуми Лесли Бенет, односно таа е мајката на Руи Джија, која што на секој можен начин ќе се обиде да и помогне на Ру да се избори против зависноста од дрога. Сторм Рид е Джија Бенет, односно помалата сестра на Ру, која ја сака Ру и трпи секакви незини глупости. Знаам дека на овој лик и незиното растење ќе се обрне повеќе внимание во наредните сезони, како што нели тоа направија на Лекси во втората. Хантер Шефер е Джулс Вон, односно новодојдената трансджендер девојка во градот, која што е во врска со Ру. Има своја засебна епизода за себе осознавањето во меѓусезоната, но и тежи на неа односот со таткото на Нейт во хотелската соба, односно девојка која ќе ја иницира пред се интервенцијата на Ру во втората сезона од страна на низината фамилија, се со цел за таа да може да се избори во борбата против дрогата, односно да покаже сила против зависноста. Елджи Смит е Кристофер Меки, односно поранешен проминентен лик во првата сезона, кој се губи во втората. Тоа е рагбист кој тешко ќе може да се помири со фактот дека нема да биде стипендист, односно нема да стане стипендиран за да и биде НФЛ играч, дечко на Кеси во првата сезона, кој што ќе раскине во неа втората, затоа што се срами од видеото од кое таа е снимена додека има односи, а кариерата која ја нема му е поважна од неа. Тука ги имаме и Сидни Суини, односно тоа е Кейси Хауард, сестрата на Лекси, која во првата сезона е девојка на Кристофер, во втората на Нейт, дечкото на низината најдобра пријателка Меди, девојка која сака да биде љубена, ама момците го сакаат исклучиво низиното тело, па затоа ја прогонуваат снимките од низините односи во минатото. Али Мухамед го глуми Колман Доминго, спонзорот на Ру од рехабилитационите составаци, кој што ќе се грижи за незиното здравје, иако ќе биде обвинет од незина страна дека е пропаднат родител, нема да се откаже од неа, кога и е најтешко. Джавон Вана Уолтон е Ештреј, односно посвоениот помал брат на Фес, кој не ми е еден од најомилените ликови на серијата, конкретно ми беше дете израстено на улица, кое знае да раководи со дрога и со биткоини, кое ќе има една крвава пресметка на крајот на втората сезона, за жал.
И да не ги заборавиме тука дечкото на Кейт, тоа е Остин Абрамс, кој што глуми Итан Дейли. Тоа е повлеченото момче кое што ја сака Кетот колку што може едно момче сака девојка, и Елиот кој го глуми Доминик Фајк, кој е дечкото на Ру, кој што го запознава, односно дечко кој што го запознава на новогодишната забава, кој ќе застане помеѓу Ру и Джулс, односно ќе биде интимен со Джулс и ќе има симпатии кон Ру. Значи, како што Кристофер, например, имаше доминација во првата сезона, рагбисто, така и Елиот ќе се најде во еден љубовен триаголник каде што не му е дефинитивно местото. И само да не ја заборавиме Клои Чери, односно таа е порноактерка, која што глуми во споредните улоги, која претходно сним сексуална пародија на Еуфорија пред да ја ангажираат да биде дел од серијата, и неа може да ја забележите како колатерална штета, односно како девојка која ќе се крие во домот на Фес додека не се стиши потрагата по неа од страна на полицијата. Така што ова се најзначајните ликови кои може да ги забележите во оваа серија. Сепак Джулс и Ру, односно Зендеја и Хантер се предводници на оваа серија која што ја носат на нивните грбови. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, ги слушаме Dungeon Weed. Dungeon Weed се бенд кој што ни доаѓа од Оукланд, од Калифорнија, од САД, комбинација значи на психоделичен стонер рок со дум влијанија, односно D&D концепти промовираат, имаат слач елементи, така што една интересна комбинаторика која што ќе слушнете од нивниот албум The Eye of the Icosahedron. Тоа е насловот на еден од тие монструми. Ќе ја слушнеме од овој албум 1000 Years Alive, потоа The Dream of the Eye of the Icosahedron, Dream Prowler и Beyond the Door of Meta Consciousness, така што влегуваме во домените на подсвеста и на сите монструми кои што се кријат, кои се истрашени од страна на Dungeon Weed, а потоа ќе ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата Еуфорија. Уживајте! Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 70-то издание посветено на ТВ серијата Еуфорија, а за самиот крај ќе подискутирам за неколку специфики кои што ја красат пред се оваа серија, која за жал нема најава, има само една титл карта која што се појавува. Не знам колку е тоа добро, јас секогаш преферирам барем да има едно минутно видео кое што ќе сублимира нешто или ќе символизира некаков калеидоскоп на сцени кои се реминесцентни за некоја серија, меѓутоа ете во Еуфорија има само една титл карта и ништо повеќе. Сем Левинсон е режисерот кој што им допушта епизоди од првата сезона и на Аугустин Фрицел, и на Дженифер Морисон, и на Пипа Бианко, но во меѓусезоната цврсто го држи кормилото зад камерите, и истото тоа се случува и во втората сезона. Знае на каква естетика цели и неа се разбира дека ја постигнува во контекст на самата музика. Лабиринт работа си поигрува со синти, со електроника, а пребогата е со откупени песни кои што се употребени за потребите на ова серија. Во поглед на сценографијата забележуваме домови на богаташите и на сиромашните, сцени во училиштето на овие млади, рехабилитационите центри, односно НА состаноците на кои што Ру присуствува, и секако тука и се забавите. Во поглед на фотографијата, морам да напоменам дека Еуфорија е шоу на A24, мојот најомилен филмски дистрибутер, што значи дека мора да има безпрекорна кинематографија серијата. Превознатлива е фотографијата на сини, виолетови, магента, бликања на ледовите по лицата и на просториите, реминесцентно обележена самата серија, меѓутоа
прекрасно си игра со продор на светлината врз ликовите во домовите на 35 мм лента, во флешбек секвенциите се користи 16 мм, за кој во голема мера е заслужен кинематограферот Марсел Рев, додека пак сниматели во одредени епизоди се и Дрю Даниелс, Адам Нипорт, Бера и, ако не се лажам, беа и Андре Чеметов и Рина Јанг, се користат пред се со севкупен филмски вокабулар. Значи, употребуваат пенови, зумови, тракен кадри, се што има во кадрирањето. Прашина дури забележав, прашинка која што влегува низ прозорец и ноншалатно си оди во и вон фокус си танцува на еден од ликовите, што може само со продор на светлина на филмска леќа да се долови. Во поглед на монтажата, исто така ударни монтажни секвенции има кај што се сублимира едно севкупно постојање, но има вешто справување со пред се, вешто справување со тонот на предолгите епизоди, зашто мора да се пофалат монтажерите, затоа што кога има празнинот, најчесто знаеме за минатото на некој лик, со што се пополнува мозаикот, репетитивни монтажни секвенции, кај што се спрема, например, има кеси, кои се прекрасни, има 7 песни во воведна монтажна секвенца од In Excess до Cult, до Echo and the Bunnymen, до Roxette, прекрасен избор, до Depeche Mode дури има во истата таа најава, каде што се подрејани овие композиции. Еден телефонски разговор меѓу Лекси и Фес може да забележите каде што тече разговорот, но се менуваат делови од денот кај што разговорот се одвива, што значи дека се дава една алузија на проток на време во кој што Лекси и Фес континуирано разговараат. Вообичаени сцени со невообичаени монтажни решенија може да забележите. Монтажата дефинитивно е еден од најсилните адути на оваа ТВ серија во контекст на костимографијата и шминката. Денешните настани, освен во флешбек секвенците, преовладуваат и видеоснимки, така што прекумерна употреба има на светки и провокативни фустани кои што се составен дел од младешките пориви во контекст на шминката, како е наубава хелоуинска епизода кај што се преправа ликовите дека се некои други. Во контекст на надприродното нема такви елементи, освен се разбира во халуцинаторните секвенции каде што ликовите се под действие. За разлика од други серии, тука има изобилие на еротика, конкретно Голотија има во изобилие, некаде е повешто визуализирана, некаде само служи за да го привлече вниманието. Хумор има во мали дози со повремен сарказам. Тука морам да ја напометам пред се сцената со хомоеротските спортисти, која што е најсилниот коментар за педерството на организираните спортови, благодарение на музичката позадина на Бони Тайлер, за да се заврши пред се со една фамозна композиција на Resort од Cannibal Holocaust, уште еден силен удар на оваа епизода, која што е прекрасно реализирана, мислам, една од најдрските изведби на театарска представа воопшто на малиот екран, така што оваа секвенца ќе се памти. Мислам дека ќе остане во колективното несвесно долго да се анализира и поистоветува. Поглед на ефекти има употреба на визуелни, флешбек се употребува спомените, slow motion има и насреде возење на ликовите на велосипеди, се сонуваат цаканите, се халуцинира, например, кога Ру се движи под зидовите, додека балет се изведува, додека таа е под действие, значи мюзикл, малтене. Така што се користат филмските жанрови за да се скрши реалноста и да се даде проток на халуцинаторните действија, што на ефективен начин е реализирано според мене во оваа серија во поглед на жанр, значи гледаме coming of age мелодрама, на англиски се говори, а во поглед на недостатоците се извинувам, најголемите негативни критики кои што ги добија серијата се токму за незините најинтересни содржини, поради смелоста за прикажување на насилството и голотијата, третманот на зависници од дрога и ментални болести. Истото би го рекле и за делата на Бред Истон Елис, например, тоа нема да ги направи помалку квалитетни. Никогаш не може да има премногу секси насилство во една серија, јас имам само замерки во занемарувањето на одредени ликови во други сезони, ставање на клупа, што би се рекло на спортскиот жаргон и во начинот на пуштање на епизода за епизода,
Никакви други замерки немам. Сакам радикализам и сакам да го има во изобилие, а Еуфорија ми го нуди тоа. Погледам континуитетот на епизодите, точно дека тие се предолги, но ово сум се оброи и секогаш има некој голем настан, како што кај што се занемарува тој празен од во поглед на градењето на ликовите. Фокусот е повеќе ставен на Ру во првата сезона, но оставен е простор за споредните ликови да развијат своји арки. За втората дури и Лекси да добие своји 5 минути под светлото како наблюдувач од внатре серијата. Во поглед на интертекстуалноста, прекрасни се сцените на кршење на четвртиот зид, кај што Ру објаснува како се прави вистински и ремесцентен дикпик и како се станува зависник кој е во криење. Ама, највпечатливата за мене е постмодерната сцена кај што Лекси е режисерка на незиниот живот од ликот во серијата, а Ру дава интервју некако Зендеја за ова behind the scenes сцена, туку како зависничката Ру. Значи Ру е се глуми Зендеја својот лик и дава интервју како својот лик. Така што тоа мислам дека беше еден страшен метатекстуален пресврт во серијата од кој многу режисери може да учат. Ајде така ќе го заокружиме овој Breakfast Club за миленијалци како што представува ТВ серијата Еуфорија, а слични на неја ќе бидат, земајте пенкало и запишувајте, затоа што листата ќе биде огромна. Sex Education, Stranger Things, The End of This Fucking World, Skins, Gossip Girl, Grand Army, Freaks and Geeks, We Are Who We Are, Elite, My Mad Fat Diary, Generation, One of Us is Lying, The Sex Lives of College Girls, Sexify, Yellow Jacket, Scam, Never Have I Ever, My So-Called Life, I Am Not Okay With This, South of Nowhere, Young Royals, 13 Reasons Why Everything Sucks, Degrassi, The Next Generation, The Society, Cruel Summer, Awkward, Daria, Riverdale, Sabrina, Sharp Objects, Looking for Alaska, Dare Me, The Great, Veronica Mars, Scream Queens и Delete Me. Ова се, не знам колкав број на ТВ серии кои што вклучуваат, огромен број на ТВ серии пред се кои што вклучуваат coming of age елементи, кои се на би ги заинтересирани, например, љубителите на овај филмски жанр, ајде така наречем. Поглед на атмосферата е мелодраматична е, а гледливост е загарантирана, убедливост е постигната во поглед на епилогот, забележуваме крвава пресметка, која што е представата составен дел од дополнително завршување на представата. Девојките си се истепаа помеѓу себе, кои што спија со истиот дечко. Ру остана недрогирано до крајот на годината, како што таа напоменува со низината нарација, што значи дека е отворена и низината љубовна приказна. Девојките ќе се младат и понатаму, а Фес ќе биде револтиран за соглед на тоа што се случува со неговиот брат. Отворени се патиштата, но епилогот е малку антиклимактичен во споредба со претходната епизода, исто како и првата сезона, што најчесто во другите серии обратно, меѓутоа во рамките на Еуфорија секогаш седмата епизода е култна за разлика од последната, од осмата. Јас ја евалуирам со 9 од 10, не сум дал 10 на други серии на епизоди, не се случило барем тоа да го направам, меѓутоа оваа серија ме натера тоа да го направам 3 пати. Прв пат беше на My Dinner with Andre епизодата, така ја условувам меѓу сезоната, потоа представата и секако монтажната лудорија во втората сезона. Значи ова беа доделување на 10 на епизоди од рака останатите се чисти 9, така што дефинитивно ова е една од најдобрите серии кои што може да ја погледнете на малите екрани. Во продолжението на оваа серија се надевам дека одобрена е третата, уште во февруари беше одобрена третата сезона и едва ја чекам за да видам какво ќе биде продолжението на оваа серија. За самиот крај на емисијата ќе слушнеме две композиции од Eye of Void, односно слушаме Dwarfs and Giants и Blue Tears. Поточно тоа се композиции на бендот кој што ни доаѓа од Краков, од Полска, формени 2011 и оваа година го издадоа нивниот албум кој што го носи името и на бендот, иако претходно има и EP со истиот тој наслов, така што од Eye of Void ги слушаме одличните Dwarfs and Giants и Blue Tears.
А вие го слушавте 70-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализира квалитетите и недостатоците на Еуфорија. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.